Вега, друштвото за сметководствени и консалтинг услуги, составено од долгогодишен професионален тим, им нуди на своите клиенти брза, професионална, ефикасна и квалитетна услуга. Достапни 24 часа во денот, 7 дена во неделата, Вега секогаш ја дава истата квалитетна услуга во поглед на сметководствената евиденција, анализа, даночна евиденција и даночен консалтинг, планирање и проекции, изготвување на бизнис план и инвестициона програма, следење на сите програми за грантови, субвенции и финансирани проекти. Вега секогаш на ваша услуга. Почитувани гледачи, вие го гледате подкастот Глаголица на рубриката Арс Либрум. Во рамките на нашиот подкаст имавме чест да ни гостуваат голем број на еминентни имиња, меѓу кои денешниот гостин Горан Пајак Трифуновски. Горан Пајак Трифуновски е име кое што означува една мултидисциплинарна, мултиталентираност. И јас сега наместо најава ќе кажам што се случи на нашиот факултет кога вие таму магистар сте на режија, на филмски уметности, на филмска режија. Се гледавме, па добро, сега Горан е во музичка група, Горан е актер, Горан е режисер, па сега дали знае да слика и вие дојдовте со едно ремек дело. Од каде сите уметности во една душа? Ти благодарам за прекрасните спорови. Некако пробувам да се приземјам цело време да кажам дека на крајот на крештата не сум јас заслужен за сето тоа е од Господ дар кој што не го контролирам јас, така да уметноста што било која носи, не само јас, мислам дека различно е само од кој вентил ќе извадиме надвор. Дали како сликарство, дали како музика, дали како режија, како актерство, не е битно. Еве, како што гледаме низ цел свет познати модерно наречени селебритис работат на сите полиња, затоа што само прашање е од кој вентил ќе излезе уметност. Дури во кај актерите пеат, вие пеевте, опасно сум љубен во тебе, една прекрасна, малце рок варијанта на песната. Како дојдовте до тоа да сепак ви сте режисер сега? Со режија се занимававте, како успеавте да ги елиминирате другите уметности и вашата прва вокација, добро и музиката, да токму режија да биде вашето сега професионално? Најискрено, првиот момент кога дојдоа уписите на Академијата за драмски уметности, размислував уште тогаш да се запишам на режија. Меѓутоа многу кратко беше периодот кога започнати уписите, јас ми дадоа вака едно купче книги и сватив дека имам само месец и пол или два до испитниот рок за јас сите тие книги да ги прочитам и веднаш почнав да разгледувам што друга опција ми останува а таа опција беше актерството и се запишав на одсекот драмски актери на Факултетот за драмски уметности и режијата ми остана како нешто неостварено. И ете, дојде време после тоа да го изреализирам тоа нешто. Сега да се бавам како со режија и да бидам режисер. Присутен сте во сите македонски филмови, а и за гледачите кои што не знаат, вие сте првиот единствениот актер кој што снимал за Netflix. Не, снимаше и Камка Циновски со мене заедно, значи снимавме. Може да ни го кажете вашето искуство? Искуството беше незаборавно, тоа ќе ми остане врежено цел живот. Прво приемот таму, се бевме пречекани како да сме, не знам, Ал Пачино и Софија Лорен. А би игравме некоја не толку битна улога. Игравме мајка и татко на децата кои што хакери кои што направиле за Доналд Трамп некои лажни вести и небитно, мислам, убава беше замислата таа серија да се изреализира.
Меѓутоа тогаш фати короната, секој ден тестови ни правеа, секој ден не проверуваат кој од екипата е заразен, секој ден слушавме и двајца, не знам, некој починал, некој многу беше така малку како екстремен спорт, значи тоа таму што ние решивме да го правиме, да го снимаме во време на корона. Далеко беше од војната, значи тоа е пред колку години, не знам колку години, 5-6. Како замрзна Да, времето тогаш. И како и да е најбитно, тоа што најмногу ми остави впечаток режисерот кој што беше Марк Малој од Австралија и продуцентката Ен Руарк која што и работела на многу филми познати, Денот на Дагорот, Мел Гибсон, не знам, многу познати, не сакам да пропуштам некој од незините филмови. И, значи, влеговме во просторијата каде што се состанавме сите, од цел свет луѓе, и режисерот кажа нешто што, за жал, јас не сум имал прилика да го слушнам кога сум работел со екипи овдека во Македонија. Рече, Господа, мило ми е што се најдовме овде, сите што се собрав, и има тука само две правила кај мене. Сите треба да дојдеме на време според колшитот за снимање. Тоа е едното правило и да бидеме точни, а другото правило е ако некој колку повеќе од ова сега ја што зборувам го повиши тонот, ќе му се заблагодариме со работата. И така и беше. Сериозно мислам, јас не очекував дека ќе остане доследен човекот до крај, но имаше многу луѓе кои што кажуваше окей, фала, не мислам кој се извади некој так, па ќе викне нешто, окей, фала, многу пријатно, се најдува повеќе среќа на редниот пат. И мислам тоа овде во Македонија го немало никош. Ние сме тука некако за жал, многу ме растажува тоа како да таа поговорка човек на човека е волк кај нас се практицира секојдневно на сите полиња, на сите проекти, на сите разговори, во продавница кој ќе отидеш, мислам, на секој. И во самите драмски текстови, јас ги гледам сега современите театарски представи, проби на студентите. Постои една тенденција на насилство, Да. на една, како да кажам, созбиена агресија која што мора да излезе и е насочена контра другиот. И целата таа ситуација не ја прави уметноста да биде софистицирана и мека, туку напротив, го вади најлошото и анималното во човекот, кога земеме предвид дека два волка во човекот живеат, еден што е агресивен, еден дарвинистички настроен да го елиминира другиот и другиот кој што треба да добива храна на убавината, на уметноста е многу префината дејност и затоа во таа смисла треба и нашите режисери да се свртат кон таа трансцендентална, таа имагинативна начин на диктирање, на режирање на представите и да го извадиме од публиката, рецепцијата на публиката да биде многу добра. Во таа смисла и Бергман има една реченица која што вели филмот како уметност треба да се насочува кон подсвесното во човекот, кон една тајна која што тлее во човекот и сака да излезе во светот на уметноста, но не може. Што е за вас, еве, филмот како уметност? Па, има две работи кои што мене ми се императив во однос на кога се било кој проект пристапувам, дали било кој вентил ќе излезе метоци, значи како што реков. Првата е дека ако екипата ужива во тоа што го прави, апсолутно дека ќе уживаат гледачите. Гледаме филмови од 1948, 50 или Чарли Чаплин, гледаме, се чувствува таа атмосфера на дисциплина, на истрајност, на тоа како режисерот колку им дозволувал на актерите како да се однесуваат, колку им дал слобода, тоа се чувствува во проектите.
Сега во филмовите кои се прават во 2023 година се гледа една спуштеност, една секој прави што сака и некако се стават, ама како и да е, ако уживаат луѓето, ќе уживаме и ние како публика. Тоа е едниот аспект, а другиот аспект е што еден монах го кажа, значи вели јас уметноста делам само на две гранки. Нема за мене кубизам, ренесанса, ништо. Само две. Вика, едните се трујачи, другите се лекари. Ова нешто, овој агол ме гледа работите, ми помага да ја разграничам, да го разграничам уметничкото дело со кое што се соочувам. Значи, дали е тоа музика, дали е филм, дали не битно. Гледам прво дали тоа лечи, како она преска муабето што за режисерите театарски, за злото, за публиката, значи тоа што го оставаме, пораката која со што ќе си одидат луѓето дома. Дали со лек или со отров. Тоа е тоа кое што мене ми помага, ако почувствувам некаков отров во тоа што го работам, одма или одам 2 чекори назад и размислувам како тоа да го разрешам, да не биде отров, да му ставам против отров, малку да го омекнам за публиката да си отиде дома со решение на своите проблеми, а не со задловочување, затоа што доволно имаме проблеми, сите. Мислам, не постои човек што нема проблеми. Сите се соочуваме со секакви работи. Дали живееме во вакво или такво време или на некое друго место на светот, небитно, имаме проблеми кои што ни тежат. Како за еден светец, сега не сакам да импровизирам, не знам за кој, вели јас си ставам камче во кондурата кога немам проблеми, за да останат проблемите тука. Да ме мача. Значи проблемите не можеме да ги shift delete да ги снема. Туку да ги минимизираме на нешто помало да остане макар. Од друга страна, мислите ли дека едно уметничко дело е како Хамлет, например, не е секира во замрзнато море, не е ли едно своевидно будење ни носи на животот, да сватиме како живеевме, тоа и на Чехов идејата, да сватиме колку одвратно и досадно живееме и да се пробудиме од еден стереотипно однесување во апатичност, во некој си сон, во идеализам. Тоа, еве во Три сестри, читав баш пред некој ден една анегдота од еден американски режисер кој вели зошто трите сестри чекале толку време на станица, зошто само не се качиле во возот, а целата идеја е всушност во чекањето, чекаме нешто да се случи, чекаме и тој како на суптилен начин, на многу нежен и рафиниран начин ни ги поставува крупните прашања во животот. Дали го дадовме животот на некои идеали кои никогаш нема да се остварат? Сонја или Розенбак или во Галеб што ни вели одиме по слава, по его, по аплаузи, но што се случи со нашите емоции? Дали направивме трампа, и тоа вели кај Чехов е толку евидентно, кога ќе направите трампа со најсуптилните ваши емоции за нешто друго, а не за чистата љубов, тогаш трагедијата силно чука на вашата врата. И треба ли да се поставуваат тие фундаментални прашања за смислата пред се? Зашто убавина без смисла? Така е, се согласувам, само што во денешно време толку многу информации имаме на дофат, мислам на напад е тоа. Не е веќе нешто што сами го одбираме, туку од секаде не напаѓаат информации на Facebook, на интернет, на Google. Више прашуваме на Google, ме боли грло, Google ќе откуцаш што е работа и Google ќе ти каже што да направиш. Така да не знам колку е, дали треба да им пак и пак да им кажуваме на луѓето. Мислам дека се веќе свесни дека ние сме далеко отидени од вистинскиот начин на живење. Веќе не за џабе постоеле бајки, не за џабе постоеле на Снежана и колку принцот што ќе дојде да спаси или Црвенка по ловџијата или не знам.
Значи, не за џабе постоеле тие бајки кои што не одржуваат да веруваме во дека постои идеал, дека Доброто сепак на Да. крајот победува. А сега некако сме затруени дека добро е да бидеш лош, да бидеш негативец, зашто тие побун се Да. поминуваат. Bad boys are great boys. Тоа е веќе сите млади генерации кој им е како мото. Ама ете па тоа па ни донесе малку можда не знам, дури ми е незгодно да го кажам, тоа е и убиството во Србија. Да. што се случи. Баш на тоа и алудирав кога ви кажав. Че Коста е цар, Коста е Да, една плејада на негови вршници се јавија и баш јас си имав емисија, разговарав со Клјусев, детскиот невропсихијатар, кој што велеше да, антихеројот денес, како и Денес е антихристот херој, да. се на цена и тоа се пораките на големиот брат, пораките на луциферични медиуми Така е. кои што има. Постојано вие, ако имате филмови кои што имаат агресивна содржина, не може вие да продуцирате постојано игрици каде што морате да убиете 100 луѓе на 100 ниво. Не може вие после да излезете во светот и да бидете добар човек. Така. Од друга смисла, дали планирате да направите еден голем проект? Сега- Филмски проект? Сега во моментот значи работам на едно сценарио за краткометражен филм, што како што е редот кај нас тука во држава, мора прво краткометражен филм, па после да се оди на долгометражен. Тоа е веќе па еден друг муавет, друга тема, колку во нашава држава се одвојуваат средства за Министерство за култура, моментално ситуацијата е хаотична, не се знае колку средства ќе бидат одвоени за работи кои што некако и се поделивме, веќе во држава сме македонци, албанци, некако сето тоа е малку затегната ситуацијата и некако као да ние стануваме граѓани од втор ред. Немаме простор ние да се изразиме себе си, еве и она што се случува и на светско ниво, на глобално ниво, се мора да се ние сме хомофоби. Место место овие другите да имаат некој проблем, ние сме тие што имаат проблем. Значи, ние сме проблем што Да. не ги разбираме негативните работи. Ние сме криви што не ги разбираме и педофилите на крај, така ќе испадне. Се работи масовно на уништување на фамилијарните вредности, се прават песни, конкретно и филмови, и книги, каде што Се венчав самата со себе Така, си. така, Имаше така. таква една книга, баш прочитав. И кога оди се облекува девојката во венчаница, оди и не сака никој да ја смета во животот и да си сама е супер. Така. Точно тоа се оди кон уништување на најсуптилните вредности, а тоа е семејството и детето. За жал, сега да ве прашам, како, дали преку музиката, ви знаат гледачите од вашата група Пепермин, која е многу позната, како преку музиката може сега да се допре до овие млади заблудени во тие игрици, во тие луциферични ходници, кои што немаат крај, бескрајни ходници на едно лудило, како преку музиката вие работевте и имавте проект заедно со Дарко Мјалковски или паралелно работевте со деца кои што се талентирани и на тој начин да се анимираат младите, да почнат да излегуваат од тој зачаран круг на насилство и на За жал, демонизам. колку е од тука нешто да се обидам јас да направам нешто кое што е нешто што прилега на нивната возраст, нешто што е наивно, невино, неизвалкано. Толку, да речеме, од другите земји од Балканот излегуваат песни кои што сосема спротивно Матриксот е делува. воспоставен. делуваат, да, и на запад и едно труење, значи на сите генерации и прифаќање на злото како секојдневие, што многу ме
ме плаши и ме растажува. Мислам, ние, например, некој, не е битно, луѓето што имаат фамилија, веќе не се толку загрозени, ама тие што немаат, веќе не знам како ќе се движат работите во иднината и дали се помалку и помалку луѓето ќе се сплотуваат меѓу себе, ќе се дружуваат, ќе се сакаат, ќе се почитуваат или ќе се мразат и ќе се одбиваат и ќе на крајот на криштата ќе останат како за времето на Содом и Гомор. Да. Дали сте тројца, дали сте двајца, дали сте само еден, А немаше ни еден. Да. Немаше ни еден кој што му се обрати, му поверува на Бога. Достоевски имаше во една книга, мислам, Браќа Карамазови, кога вели само, во Браќа Карамазови, Грушенка вели, само една работа треба за да дојде за 5 минути, и Грушенка вика, кога јас би била, кога Грушенка би била Бог, јас прво на сите би им простил. А второ, рајот на земјата ќе дојде, јас ви ветувам дека Достоевски на еден комичен начин, тој така во една пародична ситуација, кога сите, дека е невозможно, вели, меѓутоа на вистина рајот на земјата ќе дојде во моментот кога сите ќе се засакаме едни со други. Така е. И да почнеме значи од себе. Прво секој својот двор да си го среди. Па ако никој не дава љубов, секој нека почне да произведува љубов колку што може. Еве како пример ќе ги земам инфантилноста во сликите на Миро. Тоа е нешто што го нема ни еден друг автор. Таа инфантилност ни фали. Ни фали тоа што децата се играат во калта безгрижно, без да размислуваат дека ќе се извалкаат, без да размислуваат дали е тоа правилно или не. Ние веќе имаме многу, или Пикасо вели, јас можам, значи, сите ние сме уметници, меѓутоа детството не знаеме како да си го зачуваме. Тоа е тоа што ни фали на сите. Да не забораваме дека сите сме биле деца и дека сите сме биле бебиња и дека секој од нас почнал со некаква замисла, совршенство, некаков идеал што го гледал и одеднаш се соочуваш со сите проблеми што ги носи овој живот и го потиснуваш детето во себе и тоа дете е креативноста, тоа дете е тоа што тоа е слободата, тоа што се бори со сите овие неправилности во овој неправилен начин на живот. Неправилно овој поредок целиот според мене сега. Се што е добро, да, стана лошо, се што е лошо се афирмира за. Ма и на крајот на криштата ние сите сме, можеби сме требале да живееме во природа, со дрва, Точно. да ловиме за да се прехраниме, а сега веќе ние одиме на работа, го трошиме, да речеме, цел живот на некој работно место. Некој една песна што имаше од Pete Seeger, Little Boxes, значи еден човек станува кутија, па другиот, сите се во некој кутија. Замислите да не ја сакате работата, не ви е вашата страст. Имаше една статија апропо ова што го зборувате, во некој остров во Јапонија се доживуваат 150, 160 години и тоа па наполни 100 години, тоа е за нив како и нас некои 50 години, 60 да сте наполнени. И која е сега, научниците се собраа да видат која е таа рецептот за долгорочниот живот. И тоа вели дека губење на смислот. Во моментот кога ќе изгуби човекот смислот, оди во пензија, замислите 40 години работел, нешто што го фрустрира, нешто што не е неговата страст. Таа фрустрација се рефлектира дома, па во меѓучовечките односи. Потоа неживењето на смислата и својата страст доведува до најголемите. Вие одите во пензија и велите, па тука ја завршувам и на вистина животот завршува. Ние како да ја изгубивме смислата, како да изгубивме да ја пронајдеме сопствената страст и да живееме со полно срце кон тоа, тоа е целиот рецепт на долговечноста и човек кој што се занимава со својата страст, уметник, никогаш не може да се разболи. Така и затоа некако некој непишано правило дека уметниците се засекогаш се вечно млади и на едно место прочитав уметниците се пред времето,
што има многу случаи. Да, тој Фројд го вели, значи прашајте научник ќе ве однесе до брегот на водата, а прашајте поет, тој веќе во длабоките води така, со својата уметничка интуиција. Така, еве јас ќе го кажам од уметнички аспект. Значи ако овде конкретно во нашава држава луѓето што одлучуваат за уметноста се луѓе кои што воопшто немаат никаква допирна точка со уметноста, луѓе кои што не ја разбираат уметноста. Банкари се, Да, да не кажувам бирokraти, луѓе кои што уметноста за нив е само земи мотика, не се запрегава. Да. Значи, се дека е така, мислам и затоа што е тоа така, луѓето кои што се уметници се никој ништо се успоредува со политичарите кои што се главни личности, селебритис, кои што ние ги знаеме, сите ги знаеме. Нема кој не знае кој е председател на ова, на министерството, веќе сите ги знаеме кои се. Ни влегуваат во една интима која што за нас би требало да биде оставена за уметност, за уживање, за духовност. Веќе немаме духовност. Мислам, секој ако не се потруди сам да се мора да се потрудиме сами, тоа сакам. Единствено тоа можеме да го направиме. Да направиме барикада на она што веќе негативно влијае пред нашите животи и она внатрешно дете што го споменавте и внатрешниот порив уметнички и со тоа да живееме, затоа што времето во кое што и македонецот само се најде многу комплексно. И замислите ние да почнеме со тоа да се занимаваме како дневно тоа без уметност, без уметнички средства. Значи, борбата да продолжиме јута со уметност, со убавина, да тоа е нашиот идентитет. А еве зборов на едно место вели дека со пановата шупелка, дека музиката е болниот здив по непознатото, нели Пан кога ја гледа нимфата Сиринга, па најубавата девојка што некогаш ја видел и незини уплашена Сиринга од страста на Пан, незините сестри ќе ја направат трска и тој сите трски ќе ги искрши, па ќе направи едно како петолиние, ќе дувне ветерот, а од болниот крик на Пан, така вели еден блог, и вели дека целата историја на уметноста е напишана во неколку сказни, во неколку вакви митолошки бајки, дека болниот здив од губитокот на Сиринга, на Пан, се пролеал низ градот, низ ветерот и така се создала музиката. Ете, што е за вас музиката? Дали е болниот здив по исчезнатото? Јас би рекол дека уметноста постои многу пред да постоиме ние. Уметноста се птиците, воздухот, шумот на дрвјата, на дрвата. Све тоа совршена симфонија и музика. Да. Кога ние, замислете, би ги следеле тие звуци, каков рај на земјата би дошол? Исто, тоа што јас сум го повторувал многу често, ако сите во исто време, во една, да се договори некако човештвото, ова е некоја утопија што зборувам, ако се договори во ист момент да ги испочитува 10 Божји заповеди, тогаш овој свет ќе процве. Во рокот таа. А ако во исто време се договорат и да сите да направат контра од 10 Божји заповеди, светот ќе снема за една секунда. А ние сме на прагот на тоа. Да, а ние некако пополека, значи со секое кршење на секоја Божја заповед, ние веќе делчина од светот, од начинот на живот, веќе е болен овој свет, за жал. Тоа што го рековте на почетокот, дека човекот на човек е волк и не можеме да мрднеме од тој еден дарвинистички селекционизам, да не бидеш ти, да бидам јас, Така. ти да немаш, ја твоето да го земам. Тоа е тој селекционизам кој што не води кон пропаст. Како уметноста да помогне во свеста да отидеме контра дарвинизам? Па, тоа зборувам сега. Дали ни треба некое ново движење, како хипи движење, како една тивка револуција да
на љубовта, да дојдеме преку музика, преку филмови, преку театарски представи, читање на поезија, на хуманизмот, да се засакаме едни, да почнеме нова кампања на љубовта едни со други. Уметноста била таа што од секогаш ги брани ставовите на луѓето на некој начин и се бори за вистинските како стојат работите, им го предочува тоа на луѓето. Моментално, а и не само кај нас, туку и нас во целиот свет. Затоа и многу уметници и многу и музичари и ликовни уметници и режисери без разлика се под капата на власта која што им кажува што да пропагираат. Веќе луѓето знаат дека како порано, нели, во филмовите гледаме Джеймс Дин со цигара, пијат виски, сето тоа станало секојдневие, значи таа пропаганда функционира. Замислите која е таа тажна слика на уметникот, кој што не оди по внатрешните императиви на сопствената креација, на сопствената, туку некој друг ви диктира што да почувате, како да мислите. Па тие бюрократи, тие ја диктираат таа ситуација. Значи, ако треба да се продава повеќе виски, ќе ставиме во филмот да има виски, ако треба да има ЛГБТ пропаганда, ќе ставиме хомосексуалци, лесбијки, трансджендери во филмот. А ако сакаме, не знам, еве имаше доста, а и сега се уште се снимаат некои ситкоми по телевизиите кои што пропагираат ЛГБТ движењето, го пропагираат на голема врата, мислам, се влезени, не е дека еве големиот брат, да отидеме во соседството, тоа е реклама на ЛГБТ. И сега, а одеднаш, мислам, на трансгендерство. Така, ние сите ќе се договориме меѓу себе дека никој од нас нема да има проблем. Какви сака нека се луѓето, ако дома си прават нешто, ние не го знаеме тоа. Ама лошо е што нас не убедуваат. И нашите деца се во директно загрозени. Не убедуваат нас дека така е правилно. И педофилијата дека е потреба на човекот. Така, на едно место прочитав зошто да не биде некој педофил, ако и жртвата и она се сложила. Тоа дете некој што не знае што е, да. Тоа е страшно, тоа е веќе се апсолутно патогена е тоа. Значи афирмирање на вредности кои што апсолутно ја загрозуваат нашата околина и нас самите и најстрашно оние кои што некако го оставаме ова општество, а тоа се не младите. Оно што ние како уметници би можеле да го направиме, најдоброто, најмалку што можеме да го направиме е колку што можеме да го тој отров да го тргнеме од уметноста која што излегува од нас. Туку што повеќе од нас да произлегува љубов, да произлегува радост, емпатија. На крајот на краиштата човекот доаѓа дома изморен од што и да е, пушта музика дома и сака таа музика да му каже добре дојде. На другите вибрации, на повисоките вибрации. А не да му потврди дека многу е лошо. Да животот не е. Дај да се убиеме си. Гледав еден филм сега, апропо овој разговор што го водиме, од еден наш многу ценет режисер, кој што ги добива сите можни финансови средства, што во својот филм става точка по точка сите работи порнографија, детска порнографија, деца малолетници и ЛГБТ кои што разговараат за како да се смени пол. Штета е за такви уметнички имиња кои што паѓаат на јас не знам како размислуваат тие режисери, дали мислат дека на тој начин филмот им се продава? Не, веќе тоа е услов. На запад? Аха. Веќе тоа е услов. Или тоа е критериум за филмот да отиде на Оскар. Значи сега тоа што го прочитав пред. Како нешто слично на Евровизија, морате да сте друг мора да пол. има натре, значи еден црнец, еден хомосексуалец, без разлика женско машко и не знам, и еден правила за играч. Ако го нема тоа, автоматски филмот е елиминиран. Како е на Харвард, не можете да се запишете на Харвард ако не сте атеист. Да.
Јас тоа кога го А тоа не сум го знаел, сега прв пат го слушам. да, тоа беше за мене најголем шок, затоа и после размислив од втора рака. Па замислите, таму се пропагира дарвинистичкиот селекционизам, се. Замислите вие таму да отидете, тоа ќе паднат катедри, факултети, луѓе кои држат големи факултети, универзитети, кои што пропагираат дека човекот се создал од мајмун, иако се докажа сега дека ДНК-та ни е различна. Замислите, тоа е цела друга концепција ако вие верувате во Бога или ако верувате во дарвинизмот. И вие ако верувате во Бога, ќе се спротиставите, а веќе е јасно, веќе свеста порасна и ние се враќаме кон старите вистини во манастирите, скриените. Евангелието по Лука, по Тома, ни се скриени. Значи, ние сме имале златни правила Да. како да креираме. Ние со нашите мисли, емоции, тоа го има во скриените Евангелија, дека со нашите мисли, ние ја креираме собствената стварност. Знаете која моќ ја има човекот? И таа моќ на човекот му ја земена. Од една страна, од друга страна, ни велат смртен си, ќе умреш, значи тоа веќе се докажа дека кралицата Теодора и кралот Константин ја вадат реинкарнацијата и безсмртноста, значи ќе живееш ти некаде по казна во пекол и рај, се освестува народот и вие на сила продуцирате луѓе кои што мора да бидат атеисти во денешно. И тоа е еден голем удар за уметноста која што е трансцендентална. Од каде уметноста? Од каде креативност? Тоа е од божествениот искра на човековата душа. Тоа е голем доказ. Уметноста е голем доказ за постојањето на Бог. А исто така јас многу сум имал често разговори со луѓе кои што се атеисти и едноставно ги прашувам, вели јас не верувам во Господ. Во што не веруваш? Викам, во Господ. Аха, викам, значи има во што да не верувам. Да, точно, тоа е доволен доказ. Ама со самото тоа што си човек и што Да, да, да. постоиш, тоа е. Да. Тоа е единствениот доказ, а барањето на логички, како што вели Достоевски, математички да ми се докаже дека постои, а тоа Ама математички не можат ни атеистите да докажат дека не нема. постои. Да. Ева тоа е таа Кантова идеја која што е целосно имплицирана кај Достоевски, а тоа е дека всушност математички немаме докази. Меѓутоа, ајде вие докажете дека сакате собствената мајка или собствената Да, ќер. да, Математички докажете. така. Нема во математички доказ затоа што не може духовното да се сведе на чисто екзактно. И тоа се две различни концепции кои што едната со другата се побиваат. Горан ме интересира што ќе им порачате на младите режисери, актери, на младите уметници кои што допрва влегуваат еве сега на академии. Како тие да го изодат тој пат, а да останат доследни на себе, да не паднат под вакви пропаганди, па и по цена на Оскари, не знам како. Па, и по цена на тоа да треба да работат како авангарда некаква, значи сега веќе нормалното е авангардно, затоа што така ни се поставија работите, порано имаше некоја друга авангарда која што Ново се нормално, да, да. имавме. Значи, сега Што е веќе тоа ново нормално? да. Сега веќе авангардно е тоа што има се вратиме вистинска на себе вредност. си. Да. Авангардно е некој да направи нешто што е чисто, што е со убава порака. Затоа што се што не окружува е со негативна порака, се што не окружува е со негативизам, со апатија, што нешто што ни вели дека вие сте робови, вие немате право на глас, вие сте никој ништо. Политичарите се на врвот, вие можете На секој начин му кажуваат на човекот ти си нула. Да. Ако немаш Порше, ако немаш гардероба, ако немаш пари, ако немаш на некоја сепаре резервација, Баш, ти си нула. така.
И тоа е, мислам, целата трагедија на денешницата. За жал. Единствено што може да направат луѓето е да се нурнат длабоко во својата душа, да видат внатрешниот глас, тој ангел чувар кој што сите го носиме. Сигурен сум дека ќе им каже. Кај уметниците тоа е многу поизразен. Па, Затоа што се посензибилни во уметност на крајот на краиштата, јас би рекол, како што денешно време говорна стигнали душа. има абстрактна уметност, кај што луѓето прскаат со боја без никаков талент, не ги навредам, ама има концептуална уметност кај што некој ги каже, концептуалната, да. еве ова Па е Исус, уметност, да. чашава што се тука и тоа е Не, уметност. ориз ќе земат, па ќе стават во рамка, еве уметност. Тоа Да, тој на Абрамович, како се викаше, таа ја почна таа концептуална уметност, ќе земете боранје, ќе ставите во Да. или некој прслуг, да има порака. Меѓутоа секогаш има порака. има Знаете, кога порака. Ким Кардашијан одеше со чорапа на глава, Да, тоа беше знак за обезличување, за губење на идентитетот. Еве сега Дантеовиот пекол, значи трите волчицата лавот во Данте, кој што мислам, во неговиот пекол, сега е на модна портена висока мода. да. Значи, на секоја пора се гледа порака да се прати, еве во пекол сте, никој ништо сте, немате пари и сега вие треба да умрете. Да. Ама и на крајот на краиштата треба секој од нас да се соочи дека ќе умре. Сите. Сам тука тоа не е миновно. Добро, меѓутоа како да го изживееме? Смртта ќе ни биде според будистите точно како сме го изживеале животот. А наш живот ние сме во целосно човеково паѓање, вредносно, естетичко, етичко. Со други духовно. зборови, тоа што ќе го оставиме пред нас, тоа ќе не чека некаде на друго Точно. место и да не удри по глава. Тоест, Точно. секој ѓубренце што сме го фрлиле, што нема место, таму негде на горе ќе не чека Точно. да си го собереме и ќе живееме во тоа ѓубре. Или животите што ние сме подмогнале да течат поубаво или да или што сме ги упропастиле, луѓе кои што пателе заради лошото чекаат. добро утро, што им го рекле, ние не знам, вчера или денес. Тоа сето, таа енергија се собира, се акумулира на некое Во место каши записите Така. и тоа во нашето информацијно. Тоа е веќе и научно докажано, и во нашето информацијно поле остануваат записи кои што ќе не дочекаат порано или подоцна. Меѓутоа треба луѓето да ги освестиме. Горан, која е пораката еве завршна за твоја за општеството, за младите, за уметниците? Да. Она што верувам дека и во твоите филмови афирмацијата на овие вредности ќе се најде. секако. Ќе отидеш контра овој матрикс, затоа што ти Сигурно. не си човекот на матриксот. Секојаш си бил вон концепции, вон и размислуваш со своја глава. Дали ќе во твоите нови уметнички дела се најдат овие пораки? Апсолутно. Секако. Мислам, јас во секое дело, ако нема мала честица која што малку би го променила овој погрешен начин на живот, тогаш не гледам поента зошто да го направам. Јас зборам како уметник. Така да, пораката моја, сега да се вратиме на тоа, би била секој од нас да ја најде и да ја прочисти колку што може таа љубов што секој од нас ја има. Сите ние од љубов сме створени. На крајот на краиштата нашите родители имале некаква љубов и ние сме се родиле како резултат на таа љубов. Така да, ние генетски ја имаме таа љубов. Ние генетски сме сите родени со Бог. Само некои од нас се оддалечуваат од него или го негираат или се тргаат и го отфрлаат, а Бог цело време седи тука и Како чека. Иван Карамазов, Да. што апсолутно го отфрли Бог. Љубовта е единствената зрак светлина помеѓу ние две темнини во кои што несватливо како се најдовме, темнини кои што се всушност во својата основа, секоја темнина е некоја нова светлина која што ќе не дочека. Со оваа порака на љубовта, да се љубиме,
да ја најдеме смислата во убавината. Јас ти се заблагодарувам премногу за Многу овој ти, јас разговор исто така. и одвај чекам, верувај, да ги гледам твоите уметнички дела и во музиката, и во филмот. Знам дека ќе дадеш голема порака, како што и даваш и до сега во се што го работиш. Почитувани гледачи, нека ова ве инспирира да се љубиме помеѓу себе, да ја најдеме убавината во смислата и вие следете на YouTube. Ви благодарам. Благодарам, љубовта ќе го спаси светот. Така.